Сите недостатоци во Кочанската болница, каде се лекуваат двајца пациенти кои имаат потреба од преврски и околу 40 се рехабилитираат, се покриваат со стручен кадар од клиничкиот центар и од Козле. Здравствените власти посочуваат дека цел одел во 8 септември и на клиниката за пластична хирургија се спремни за пациентите на кои им треба понатамошно лекување. На располагање се дополнителни 35 медицински лица кои беа обучени од британските доктори за физикална и психолошка рехабилитација на пациентите. Од овие 45 што се ги обучуваа англичаните, 10 се само од Кочани. Другите 35 можеме уште во секој момент да ги пренесеме и да бидат таму. Исто така и специјалистите, исто така и од Козле. Така да со директорката сме во секојдневни комуникации и доколку има таква потреба, не само што ќе одат, туку може и овие установи да ги искористиме. Странските доктори препорачале рехабилитацијата да биде во Кочани, односно пациентите да бидат поблиско до семејствата. Пластична хирургија во моментов има двајца пациенти, но за сите повредени се обезбедуваат потребните терапии и лекарствата, вели директорката Георгиевска-Павловска. Правиме и PRP на тие делови кои што се заздравени, кај што има нежна млада кожа, за неизина побрзо, да кажам, заздравување и да немаат поголеми лузни. Значи, плазма богата со тромбоцити. Се даваат силиконски лепенки во Кочани. Се даваат кај сите пациенти, кај што гледаме дека може би се формирала некоја лузна, да може да ги ставаат и да ги превенираат тие лузни. Се даваат креми со заштитни фактори. Скупно 11 пациенти од повредените во пожарот во Кочани се лекуваат во странство. Од нив во Грција се тројца и тие се во добра стабилна состојба. Во Србија се 4 пациенти исто така во добра состојба, а во Австрија еден стабилен и сместен на оделение. Во Словенија еден пациент кој веќе посетува рехабилитација, а во Турција се 2 префрлени на оделение на кои редовно им се прават преврски. Покрај евалуацијата што ќе преземе Министерството за здравство, ќе го поканеме тимот од Израел, кој беше тука на почетокот на трагедијата, да го даде и своето мислење за понатамошната грижа за овие пациенти. Власта планира и реконструкција како на Кочанската, така и на болници во повеќе градови, бидејќи според заменик министерот Андоновски со години ништо не било вложувано во здравствените капацитети.